Полицискиот час кој е воведен на 10 март, а кој истекуваше денеска, ќе продолжи да важи и во наредните 2 недели, а забраната за движење ќе биде повторно од 22 часот до 5 часот наутро. Комисијата за заразни болести следните денови согласно епидемиолошките анализи ќе утврди дали се потребни дополнителни рестриктивни мерки. Струмичани се согласуваат да продолжи полицискиот час. Дали се согласувате со воведувањето на полицискиот час од 22 до 5 часот? Мислите ли дека ќе смени ова нешто? Тешко да смене, тешко. Слободни се сите кафичи. И преку дента. Па не верувам да смене нешто, ама шо знам. Може. Мислите ли дека ова ќе смени нешто? А треба и повеќе сати, да ти се малку. 5 до 5. Порано свак, посако. Кој е вашето мислење? Мо мислење од 5 до 5. Најпаметно оти после 9. До 9 работат капањите. А младините дема дека и да се збира. Шо право децата цел ден на онлайн. Малку сакат ти воздух. А они не идат на воздух, се будат по кафичите. Целта на полицискиот час беше да се ограничи движењето и комуникацијата на младите, кои комуницираат во паркови или по домовите после затворањето на угостителските објекти, зашто беше констатирано дека тие се едни од главните преносители на вирусот. Комисијата за заразни болести и министерот за здравство Венко Филипче очекуваат на почетокот од неделава резултати од полицискиот час, од кој ќе зависи и новата проценка за воведување рестриктивни мерки, а кои би значеле изголемување на време траењето на полицискиот час и скратување на работата на угостителските објекти.